Почитувани представници на СДСМ, одбравте одличен ден за прес на градскиот стадион. Со намера невешто да ширите невистини и неуспешно повторно политички да поентирате. Добро е што сте тука денес, бидејќи силно ќе го демонтираме вашиот претенциозен настап и вашата неинформираност. Како што претходно ја информиравме јавноста, а да ве информираме и вас дека утре од 16 јуни се започнува со работа на делот на осветлувањето на фудбалскиот терен и поставувањето на комплетно нов дренажен систем. А согласно динамиката на работа, веќе во месец јули, како што најавивме, започнува и целосната реконструкција на северната трибина на стадионот, поставување на нови столчиња и нејзино целосно покривање. Сте се потрудиле хронолошки да подредите како се движат работите со проектот, но пропуштивте да споменете дека најпрвен се работеше на средување на имотно-правната состојба на објектот, легализација на објектите, а да напоменеме дека го затекнаме стадионот како комплетна дивоградба, за да после изработката на проектот сега продолжиме со градежни активности на целосната реконструкција на стадионот. Добра ви е и поентата дека времето ќе покаже, па искрено се надеваме дека ќе одржите ист ваков прес на денот на пуштање во употреба на реновираниот спортски стадион, во кој ќе имате доблест да ни честитате за успешно завршената работа. Упорното инсистирање да направите фама во јавноста дека проектот ќе биде неуспешен повторно ви се удира од глава. Единствено успеавте да дадете поголем публицитет на нашите проекти кои сме ги ветиле, а и кои ги остваруваме. Кога сме веќе тука да ве подсетиме дека во градот се изгради фудбалски терен со вештачка трева од типската населба. Се изгради и привремено стави во употреба за фудбалскиот клуб Победа и теренот на паркот Могила. Се изгради фудбалски стадион во населеното место Тополчани, а најавивме и ќе го реализираме и тренинг комплексот во Металец и фудбалскиот терен во населеното место Канатларци. Треба ли да ве подсетиме, а сигурни сме дека знаете, колку многу се вложи во спортската инфраструктура во Прилеп во изминатите 10 години. Во овој прес не можеме да видиме загриженост од ваша страна за локалните проблеми, бидејќи реално никогаш ја немало. Единствено можеме да видиме обид за дефокусирање на јавноста од врските од кои бегате, а ги ветивте на последните парламентарни избори. Па затоа да ве подсетиме да ве прашаме, што се случува со ветената 30.000 денари просечна плата? Кога пензионерите ќе добијат повисоки пензии? Што се случи со најавените субвенции за земјоделците? Го подобривте ли во меѓувреме животот на младите во Прилеп или дали барем се обидовте? Наместо одговори, сигурни сме дека забрзо ќе добиеме повторно еден нов невешт обид за дефокусирање на јавноста од овој тип. А ние, општина Прилеп, продолжуваме да вложуваме во спортот, во подобриот живот на младите и во подобриот живот на граѓаните на општината.